И јас само сакам да кажам дека доколку не постапат соодветно на одлуката на тие кои што ги бираат, тоа се парламентарците, се плашам дека може да им се случи народ. И во име на тоа имам чувство дека доколку дојде до оваква ескалација и излезе народ да протестира, дека тој може да биде многуброен и нормално поддржан лично од мене. Он се закануваше вчера. Он се заканува во континуитет и нарачува пресуди. После политички... Ја не знам како овие луѓе кои што станали суди и обвинители, еднаш ќе се охрабрат да станат стварно суди и обвинители. Еднаш ќе покажат дека не се срце зајачко. Како еднаш не им тек? На ваква закана, на ваква пресконференција, на вакво повикување на насилство кон обвинители, суди и така натака. Јас да предувреме биде лошо. Што да биде лошо? Доаѓаш на распит вечер, тој што се употреба на сила или сериозна закана ќе се обиде да го измени Уставниот поред на Република Македонија или да ги собори највисоките државни органи, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Он со сериозна закана се обидува да ги собори највисоките државни органи. Второ, насилство на представници на највисоки државни. Тој што се намера да го загрози уставниот поредок или безбедност на Република Македонија со сила или со сериозна закана ќе го спречи нешто да стори или ќе го присили, нешто да стори или да не стори во вршењето на неговата должност, претседателот на Републиката, на собранието на владата, на Уставниот суд или на Врховниот суд на Република Македонија, ќе се казни со затвор на 4 години. Еве ти обвинители. Што сакаше да кажеш со тоа? Ќе поддржам протести, ќе предводам, пазете да не ви се случи ова или она. Кај се наоѓаат? Мислам, каде е ова? Ја не знам зашто обвинителите, што е проблемот со обвинители и со судиите у држава. Ја не знам што толку се уплашени, не знам што ви е проблемот.